До степен на алармантна состојба е проблемот со осиромашување на почвата со органски материи. До оваа констатација дошле земјоделски експерти по анализите на терен. Сега тимови ќе работат на изнаоѓање на решение за надминување на проблемите кои на земјоделците со години и носат помали приноси. Разгледуваме, анализираме причините заради тоа и ќе предложиме нови мерки, нови агробиотехнички мерки преку кои ќе го прекратиме осиромашувањето на почвите со органска материја, но и ќе допринесеме за една подолгорочна иднина тие наши земјоделски почви, земјоделски површини да се збогатуваат со органска материја. Исто така ќе дадеме акцент и на имплементирање на се поголемата одржливост, агроеколошки мерки за одржливост во земјоделското производство, бидејќи сакале или не, ако ние некогаш бидеме држава членка на Европската унија, ние ќе бидеме задолжени тоа да го сториме. Добрата земјоделска практика значи водење на евиденција за бројот на третирање на обработливите површини со вештачки ѓубрива и пестициди. Био или еколошките ѓубрива заостануваат со практичната употреба на македонските ниви. Според публикација на Министерството за животна средина, секоја година од ерозија се губат 17 милиони кубни метри обработлива почва, што ги осиромашува почвите и намалува приходите. Тоа што се случува, процениле експертите, е последица од климатските промени, интензивни врнежи и суши, поплави, но и примената на неефикасните системи за наводнување, прекомерната употреба на минералните ѓубрива. Еродирани и осиромашени почви се причина за слабите приноси во земјоделството, сметаат познавачите на состојбите, според кои земјоделците треба што поскоро да развијат ефикасни биолошки системи во производството и применат нови методи за заштита на продуктивноста на почвата, како што е користењето на покривни култури.